И уште еднаш ќе потсетиме, почитувани, дека летото не е само време за патување, за одмор, за уживање. Голем дел од нас ќе го искористат летниот период и слободното време кое што го имаат, што заради тоа што е денот подолг, што заради тоа што имаат некои денови од одморот кои што им се баш наменети за средување по дома. Значи, голем дел од нас ќе го искористат за да прочепкаат по шкафовите, по плакарите и дел од она што го имаат дома како облека, да го тргнат настрана, бидејќи веќе не го носат затоа што му поминала модата, не го носат затоа што им е мало или големо, не го носат затоа што едноставно не им треба. Што со алиштата кои што сите ги имаме во своите домови, и не знаеме што да им правиме. Од 2018 година, во рамките на Црвениот крст на град Скопје, функционира Копче, кое што е социјално предпријатие и е место каде што секој може да донира, да купи облека од втора рака или пак истата да ја добие бесплатно. Копче е развиено и функционира, реков, во рамките на Црвениот крст на Република Северна Македонија, Црвен крст на град Скопје, како резултат на долгогодишното работење во областа на донирањето на облека и дистрибуција на истата до најзагрозените. На оваа тема денес во студиото ќе зборуваме со Кристина Алексовска, која што ни доаѓа од Црвен крст на град Скопје. Добар ден и добре дојдовте. Добро ве најдов, благодарам за поканата. Ќе почнеме од тоа дека навистина во летниот период секој од нас се соочува со тоа барем едно парче гардероба да најде дома и да каже ова веќе не го носам. Секако. Како што и самите рековте, нели, најдобро е ние апелираме за таквата облека која што не знаеме што да правиме со неја. Сакаме да направиме освежување во нашиот плакар, дали поради тоа што ние облеката е со веќе несоодветна големина или што сметаме дека веќе тоа парче едноставно нема да го носиме, а ќе го смениме со друго парче на облека, веќе не ни е интересно. Значи секогаш апелираме таквата облека да биде соодветно спакувана во кеси и донирана. Зашто да се донира? Затоа што ќе помогнеме онемо каде што е најпотребно, затоа што таквата облека кога се донира, значи ја како што рековме, нели, оди за лицата во социјален ризик, кои што со ваучери и по претходна проценка од стручен тим на Црвен крст бесплатно ја зимаат облеката во пунктот за бесплатно делење на облека. Освен за лица во социјален ризик, значи секоја донирана облека се врши соодветна, значи, селекција и се дели за повеќе одели во Црвениот крст. Се дели исто така и за пунктот за бездомни лица. Имаме соработка и со многу институции во целата наша република, каде што редовно донираме, дали тоа се психијатриски установи, болници, казнено-поправни установи и слично. Значи, секоја парче облека си наоѓа свој крајен корисник. Неодамна прочитав некоја информација дека текстилната индустрија практично е можеби број 1 загадувач на човековата околина, токму заради тоа што премногу се купува облека и премногу се фрла, така што ваквиот начин на функционирање на ова социјално предпријатие, да кажам, всушност и придонесува во зачувување на здравата животна средина. Секако дека многу придонесуваме, затоа нашата цел, да кажам, нашата мисија и визија е да придонесеме, да ги поттикнеме граѓаните за донирање и за одговорно трошење. Се она што ние мислиме дека нам не ни треба, а некој друг може да го употреби, да биде понатаму проследено до крајните корисници, да се донира. Едноставно на тој начин што веќе произведената облека ја повторно употребуваме, ја не ја фрламе, значи ние придонесуваме во зачувување на природните ресурси што би биле искористени за произведување на ново парче облека. Како можат граѓаните да донираат? Значи, дали само преку, да речеме, контејнерите на Црвениот крст кои што се поставени низ градот, или пак може и на одредени пунктови? Така, ние постојано гледаме да придонесеме, да имаме повеќе можности да им обезбедиме на граѓаните да може да донираат. Значи, доколку станува збор за поголема количина на донација, да понекогаш и граѓаните сакаат да донираат мебел или некои други работи, би рекла погабаритни и во поголема количина, ги упатуваме тоа да го направат во
пунктот на Црвен крст, односно магазинот на Црвен крст кој што се наоѓа во Момин поток. Доколку граѓаните сакаат да донираат, значи на територија на град Скопје на 9 локации имаме контейнери за донации, каде што тука мора да напоменам дека за да биде пуштена самата донација во контейнерот за донации мора да биде спакувана во помали кеси, бидејќи некогаш се соочуваме да биде тоа во поголема vreќа, а таа vreќа не може да не ја собира и да ја остават покрај контейнерот. Или ќе пробаат, па контейнерот ќе се заглави, тука веќе наидуваме на предизвик, кој што нели ние веднаш соодветно реагираме, меѓутоа е веден како апел до граѓаните кои што донираат во самите контейнери да го имаат во предвид тоа донациите да бидат спакувани во помали кеси за да може да бидат пуштени во контейнерот за донации. Исто така на располагање за донирање граѓаните кои што сакаат да донираат е самата продавница Копче, значи во текот на работното време немаме ограничување, значи само во текот на работното време може да донираат во било кое време, исто така да биде спакувана во вреки, во кутии, во кеси, зависи нели како им одговара на самите донатори граѓани, и тоа може да го направат од понеделник до петок од 9 до 5 и во сабота од 9 до 2 во текот на работното време. Кажавме дека вие обезбедувате преку донации обезбедувате гардероба за ранливи категории ранливи групи на луѓе, за разни институции и така натаму. Но јас спомнав во најавата дека некој кој што, да речеме, можеби ќе поминувајќи па ќе види во излогот нешто и ќе му се бендиса, може да влезе и да купи. Секако. Значи ние сме поделени самата продавница Копче како социјално претпријатие функционира не само за лица со ниски приходи, туку за сите граѓани кои што сакаат да си купат уникатно парче на облека по пониски цени. Значи сите граѓани кои што на некој начин со купување ќе дадат придонес во нашата цел што ја имаме за помагање на ранливи групи на граѓани и слично. Додека пак лицата кои што се во социјален ризик, ние во Копче можеме да им дадеме информација и ги информираме дека најпрвен треба да се упатат во општинската организација на Црвен крст според местото на живење или во Даре Џамбас, каде што ќе добијат соодветни информации како може да го остварат тоа свое право да ја подигнат облеката бесплатно, која што ја подигнуваат во пунктот за бесплатно делење на облека. Колку има заинтересирани граѓани за користење на ваквата услуга? Па за разлика од тоа на почетокот во 2018, мислам дека се повеќе влијаеме на свеста на граѓаните какво добро дело прават со тоа, нели, кои се нашите цели за зачувување, за нивната заштеда на буџетот, за зачувување на животната средина, кои се придобивки ги имаме. Кога подобро ќе се запознаат со нашиот концепт на работа, мислам дека се повеќе и подобро сме прифатени од самите граѓани и секоја година, значи веќе пета, ова ни е шеста, прославивме 5 години од постоењето на социјалното предпријатие, така, што секојдневно забележуваме се поголем број на корисници кои што доаѓаат и купуваат во самата продавница Копче. Исто така и бројот на донатори е многу зголемен. Во Европа е тренд да се помагаат оние кои што имаат помалку од нас, да не се фрлаат талиштата, да се донира. Полека тоа почнува да станува тренд и кај нас, барем јас имам такво чувство, но Копче е интересно и поради една друга работа. Во него голем број волонтери помагаат сите тие алишта, целата таа гардероба која што доаѓа, да се среди, да се испегла, да се подзакрпи нешто ако не е. Секако патот на облеката би рекла дека е доста долг. Од самото донирање, од соодветно собирање, значи сето таа облека да се собира од контейнери за донации, од сите места, сите точки што ги имаме за донирање, да се однесе на едно место, на тоа место работи цел тим од луѓе, од 5-6 луѓе можеби и повеќе, каде што се врши селекција за соодветно да биде распределена. Откако ќе се изврши селекција, значи тоа е првичната селекција која ќе се дели за одделите, потоа имаме значи перење, пеглање на облеката. Значи тоа е стварно еден долг процес кој што треба многу работа, треба многу внимание. Исто така значи облеката која што има можеби и на која што е потребна мала поправка и корекција,
Имаме значи и тим, да кажам, кој што прави такви корекции и поправки. Се со цел, значи, секогаш последната опција е фрлање на облеката. Значи, секогаш гледаме да одиме на редизајн и реупотреба и да биде искористено, значи, како што кажав, последната опција е фрлање на облеката, која веќе крајно не може да биде искористена. Многу луѓе се вклучени во самиот процес и добра работа е што, например, имаме волонтери кои што тука стекнуваат долгорочно невработени лица, имаме баратели на азил кои што волонтирале кај нас, па го нашле, се пронашле тука и го пронашли понатамошното свој работно место да останат, лица кои што стекнуваат работни навики и можат да се понудат и на пазарот на труд. Значи, ако не останат кај нас, нели, доколку нема соодветно, може да се понудат на друго место. Важно е дека стекнуваат работни навики и придонесуваат и помагаат во нашето работење. И за крај, може би едно од најважните прашања, гардеробата за возрастните и некако. Може и да ја носиме повеќе години, но најмногу веројатно по дома имаме алишта за деца. Тие многу брзо ја надраснуваат, многу малку ја износуваат, остануваат работите речиси нови. Дали детската гардероба може да се донира во Копче? Секако, ние во Копче примаме секако вид на облека, не само за возрастни, туку и за деца и за бебиња. Исто така примаме играчки, книги, модни додатоци, обувки, значи се она што е добро сочувано, употребливо и што некој друг може да го искористи. Како што кажавте, од самото искуство, значи секако ние жени како жени секогаш сакаме да имаме ново парче облека и секогаш е она што да облечам. Но исто така и детската и бебешка облека, значи точно дечињата многу брзо, кои што се во раст и развој, брзо ја надраснуваат и најчесто таквата облека е многу нова, речиси сочувана, многу често се донира и нели што добивале подароци, од било како некогаш и необлечени, али што необлечени, нови со етикета, меѓутоа детето пораснало и таа облека се донира и е стварно многу сочувана и вреди да се купи. Ова нека биде покана до сите наши гледачи, доколку имаат дома парчиња облека кои што нема да ги користат понатаму, да ги донираат во Копче. Кристина, јас ви благодарам што бевте денес дел од нашата емисија. Се надевам дека ќе ги поттикнеме граѓаните да донираат и да бидат одговорни, а почитувани вие доколку имате план да прочипкате малку по плакарите во вашиот дом и да се ослободите од дел од гардеробата која што можеби веќе никогаш нема да ја носите. Донирајте во Црвен крст, без разлика дали станува збор за контејнерите кои што се поставени низ Скопје или пак во продавницата Копче. Ќе бидете прво исполнети заради тоа што сте направиле добро дело, а секако ќе ви бидат благодарни кој знае колку мина заради тоа што сте им дале дел од себе токму за нив.